13 март 2022 година, термин за централното издание на вести на КТВ. Утре Советот на општина Кавадарци ќе одржи редовната 8 седница. Ниските температури, закана за родот од раните сорти на кајсии, расцветаниот бадем и други овошки. Ова се дел од содржините, бидете со нас. Годишната сметка на буџетот на општина Кавадарци и годишниот извештај за работењето на општина Кавадарци во 2021 година се на дневен ред за 8-та редовна седница на Кавадаречкиот совет, закажана за утре. Пред советниците се наоѓа обемен дневен ред со над 90 точки, урбанистички одлуки и програми за работа. Ке се разгледуваат и годишните завршни сметки на основните и средните училишта и на останати установи кои се под општинска капа. Советот ќе ги разгледува и измените и дополнувањата на статутите на училиштата и годишни планови за вработување на 2 училишта и локален музеј галерија. Иако бројот на нови ковид позитивни се намалува, министерот за здравство Беким Сали денеска изјави дека состојбата во Македонија се уште не е толку лабава за да почнеме да функционираме на стариот нормален живот. Ситуацијата не е позитивна да кажеме дека од денеска сме слободни. Желбите се едно, состојбата е нешто сосема друго. Јас прв би сакал да кажам такво нешто и ќе бидам запаметен по таа изјава. Ќе видиме во каква состојба сме, но не сум оптимист за мерките, рече Сали. Расцветаниот бадем, сливата и раните сорти кајсии на удар од ниските утрински температури, велат агрометеоролозите. Студените утра оваа недела може да предизвикаат штети доколку во регионите каде што веќе се расцветани бадемот, сливата и раните сорти кајсии паднат под -5 степени, предупредуваат агрометеоролозите. Разладувањето на атмосферата со пониски дневни температури и врнежи од дожд и снег минатата недела пак го успори или го одржуваше на исто ниво пролетното будење на овошките, што е добро во овој период од годината, зашто зимата се уште трае. Ниските минимални утрински температури кои се очекуваат во текот на викендот и наредната седмица, особено во првите неколку дена од агрометеоролошки аспект, можат да причинат штети, доколку во регионите каде веќе е расцветан бадемот, сливата и раните сорти кајсии паднат под -5 степени. Температура која е пониска од издржливоста на овошките во оваа фаза. Во повисоките реони, каде не е почната вегетацијата, добро е што ќе ги одржи подолго време во мирување овошките и виновата лоза, фаза која колку подолго се одржува, толку се поголеми шансите да имаме поуспешна реколта, објаснуваат агрометеоролозите од Управата за хидрометеоролошки работи. Владата знаела дека ќе има криза минативе месеци и потрошиле 2 милиони евра, обвини денеска на пресконференција портпаролот на ВМРО ДПМН Димче Арсовски. СДСМ е директен виновник што државата и граѓаните не можат да се справат со економската криза. Иако знаеле дека ќе има економска криза, не преземале ништо. Не предвиделе антикризни мерки кои што требало да ја ублажат кризата која што во моментов ја чувствуваат и живеат граѓаните. Наместо антикризни мерки, изминатија неколку месеци откако знаеле дека ќе има сериозна економска криза, продолжиле од владата со непродуктивни трошења. Например, изминатија неколку месеци потрошиле 2 милиони евра на луксус. Само вчера презентиравме дека за кафиња, златен прибор за јадење, хотелски сместувања, телефонски услуги и режано цвеќе се потрошиле над половина милион евра. Еве, например, предпријатието Железници, иако е на раб на банкрот секој месец во годината, повторно потрошиле над 7 милиони денари за канцеларијски материјал и кондуктерски ташни. Иако, доколку некој ги праша вработените таму, и самите ќе кажат дека можеби баш сега и не им се потребни ташните, дека имало претходна набавка, односно дека поважно им е редовно да земаат плата. Републичкиот совет за безбедност при сообраќај, например, одвоил околу 5 милиони денари за услуги за печатење. Да беа свесни дека ќе има економска криза,
иако знаеле, ќе сватеа дека тие пари би било попаметно да ги потрошат на некоја друга ставка или на нешто друго. Јавното предпријатие за стопанисување со стамбени деловен простор во време кога знаеле дека ќе има криза, за процена на деловен простор одвоиле 4,7 милиони денари. Ако сакале да заштедат и ако сакале да превенираат со трошење пари, ќе искористеле некој од државните институции која што може да направи процена на деловниот имот и ќе направеле процената, а предпријатието ќе ги заштедало овие 4,7 милиони денари. И така, милионски суми на пари се трошат непродуктивно изминативе месеци, иако од владата знаеле дека ќе има економска криза. Нема ниту една антикризна мерка и она што се обидува да го наметнат дека го донеле изминативе неколку денови како антикризни мерки е задоцнето и нема да го даде резултатот кој што е потребен за граѓаните да ја преживеат оваа економска криза. Ова политика на СДСМ е добро позната и се вели купи ден помини, додека тие самите живеат и уживаат во луксузот со парите на граѓаните. Министерот за економија Крешник Бектеши апелира до граѓаните да не прават непотребни залихи од брашно и други производи, бидејќи државата има доволни количини од овие прехранбени производи. Бектеши истакна дека е можно наскоро да биде повлечена одлуката за забранет извоз на брашно и некои други земјоделски производи. Викендов се одржа тренинг за врснички едукатори во Општинската организација Црвен крст Кавадарци. Во склоп на младинскиот активизам и програмата за заекнување и унифицирање на клубовите на млади, кои што ги опфаќа 10 градови на ниво на Република Македонија, овој викенд на 12 и 13 март се одржа врсничка обука за врснички едукатори, кои што понатаму треба да спремаат своји едукации за ниво на општина Кавадарци. Младинците на врсничката обука, освен што ги учеа своите говорни вештини, како комуникацијски, така и презентацијски, младите учеа како истото да го пренесат, но она што е многу важно е тоа што учеа што е врсничка едукација, зошто е важна врсничката едукација, што самата представува и колку влијае на младите ширум светот, така Македонија и во Кавадарци, и тоа е едно нешто поразлично и еден неформален систем на образование кој што младите итекако многу учат за многу работи понатаму. Во склоп на едукацијата опфативме 15 младинци на ниво на општина Кавадарци. Текот на едукацијата се одвиваше така што учесниците ги запознавме, односно волонтерите ги запознавме со комуникацијски презентацијски вештини, како тие понатаму млади за млади да ги пренесат своите вештини кои ги стекнаа овие 2 дена на врсничката едукација. Во вестите информираме и за спортот. Евроникел остана во игра за плей-офот. Кавадаречките кошаркари славеа нагости кај директниот конкурент екипата на Феникс со 84-88. На 4 кола до крајот се разжестува борбата за место во плей-офот во првата машка кошаркарска лига. Во редовното 18-то коло се постигнаа следниви резултати. Пелистер МЗТ 2 99-89. МЗТ Ангели 96-70, ТФТ Гостивар 95-86, ФМП Работнички 83-70 и Кожув Куманово 95-80. Во директната преспретка за место во плейофот се сретнаа Феникс и Евроникел. Во надпревар, исполнет со доста резултатски играчки промени, победија Кавадарчани, кои се првата екипа што успеа да го победи дебитантот во првата лига на негов терен, во спортскиот центар Јане Сандански. Во првата четвртина Евроникел водеше со 18-19, а на полувреме со 33-43. Феникс се врати во третиот период и го превзеде водството, но Дубински
Калахан, Соколов и Николовски ги вратија кавадарчани во игра и надпреварот влезе во пенал завршница, во која кавадарчани има померна рака. Одлична партија на Дубински, кој средбата ја заврши со 25 поени и 8 асистенции и високи 77% реализација од поле, или само 2 промашувања на целиот надпревар. Николовски додаде 15 поени и 9 скока, а Соколов и Калахан по 10 поени. Во третото коло од оролоџото во првата женска елитна кошаркарска група А, Пробаскет загуби на гостувањето кај Вардар со 78-64. Во големото дерби помеѓу двете најквалитетни екипи, Бадел и Баскет Кам, славеа гостите со 70-72, а МЗТ ја доби Струга со 69-58. Во 15-тото коло од првата женска кошаркарска лига група Б се постигнаа следневи резултати. Куманово Ринија 67-48, Шкупи Патриот 54-67 и Гостивар Мегабаскет 65-7. Во дербито Гризли го совлада Трокал со 61-44 и поради подобрата кош разлика во меѓусебниот дуел ќе го превземе врвот, бидејќи кавадарчанки се слободни во следното коло. Познати се учесниците на Final Four турнирот. Викендов се одиграа средбите од групната фаза од ракометниот куп. Очекувано фаворитите се пласираа во завршницата од ракометниот куп на Македонија. Во групата А, Вардар со 40-23 прво го совлада тимот на јуниор Кисела Вода. Во второто полуфинале, ГРК Тикве службено обезбеди место во финалето по откажувањето на Металург. Во финалето, Вардар мораше добро да се намачи, но сепак славеше со 33-23. Во групата Б, Бутел го совлада Скопје со 25-20, а Струга Аеродром со 32-30. Во финалето Бутел Струга 29-23. Во полуфиналните дуели од групата В, Драчево Охрид 27-41 и Алкалоид Еврофарм Пелистер 26-32. Во финалето славеа битолчани со 27-21. Во групата Г, Пролет беше поразен од Еврофарм Пелистер 2 со 20-28. А во вториот дуел Прилеп со 30-25 го совлада Голден Арт. Федерацијата допрва треба да одреди кога и каде ќе се игра финалето. Ова значи дека Вардар, Бутел и Еврофарм Пелистер веќе обезбедија пласман на Final Four турнирот, кој ќе се игра на 14, односно 15 мај годинава. Се чека само да се види дали четвртиот учесник ќе биде Прилеп или Еврофарм Пелистер 2. Третолигашите од група Југ се хиперактивни. Росоман е на врвот, Марена и Вардар во средина, а Возарци се уште нема освоено бод. Викендов се одиграа средбите од четвртото коло од третата македонска фудбалска лига група Југ. Питогули со 4-0 го совлада тимот на Возарци ДМД. Обршани загуби дома од Превалец со 0-3. Динамо му пружи голем отпор на Големо Конјари, кој на крај сепак славеше со 3-2. Ново Црнилиште минимално со 1-0 го доби Бучин. Вардар од Неготино гостуваше во Кривогаштани и успеа да го совладат тимот на Младост со 1-3. Марена загуби од Росоман со 1-2, но според информациите, Марена ќе поднесе жалба за неправилни измени кај росоманчани кои биле направени во 4 интервали и тоа во 69-та, 80-та, 84-та и 90-та минута. Тиквеш немаше среќа со Шкендија, тетовчани славеа со 2-1, но кавадарчани можеа да го изненадат фаворизираниот противник. 23-тото коло од првата македонска фудбалска лига донесе доминација на фаворитите. Шкупи го доби Работнички со 2-0, а Академија Пандев се помачи со Струга 3-0, но славеше со 1-0. Македонија Ѓорче Петров и Скопје ги поделија бодовите играјки 1-1,
а Брегалница убедливо со 3-0 го доби Борец. Денес играат Ренова и Пелистер, а фудбалерите на Тиквеш имаа тешко гостување кај Шкендија. Тетовчани поведоа со 1-0, но Тиквеш не се предаваше. Во 75-та минута капитенот Вареловски издрамни на 1-1. Во самиот финиш, Кавадарчани имаа убава можност да освојат 3 бода, но среќата им го сврте грбот. Казната стигна во 90-та минута, кога попушти концентрацијата на одбраната на Тиквеш, а Нуфију казни и постигна гол вреден 3 бода. Второлигашите ги одиграа средбите од 19-тото коло. На истокот, водечките екипи ја искористија предноста на домашниот терен. Слога минимално со 1-0 го совлада Пехчево. Беласица го доби Детонит со 2-0. Саса со 1-0 славеше против Братство, а Осогово ја наполни мрежата на Локомотива и славеше со 6-0. Единствено киксна победа, која во дербито во Прилеп одигра само 1-1 со Кожув. И во западната конференција доминираат домашните екипи. Воска со 2-0 го совлада Кораби, а Вардар со 1-0 Охрид. Тетек со 2-0 ја доби Велешта, а Гостивар со 6-1 го декласираше Кадино. Киксна само лидерот Силекс, кој во Кратово одигра 0-0 со Беса. Следува и временска прогноза. Утре сончево со мала до умерена локална облачност и со слаб ветер од променлив правец. Температура од -4 до 14 степени. Го следевте централното издание на вести на КТВ. Имајте секое добро со нашата програма.